Пред се, секако и јас ќе ги поздравам нашите гледачи, ќе им посакам добро утро на сите и ќе си започнеме со разговор. Јас прво морам, Маријана, да ти кажам благодарам што ни допатува од Охрид. Сега сите одат на кај Охрид, но ти ни дојде во Скопје. Меѓутоа, сепак работата е тука во Скопје, започнуваме од септември. Ајде, јас да не должам многу, да зборуваме за она за што сме дојдени и тука, за когнитивниот детски развој преку ментална аритметика. Меѓутоа, ќе го поделиме. Може ли така да се подели? Така? Добро утро прво и добре ни дојде. Добре ве најдов и благодарам на поканата. И сигурна сум дека веќе убаво се чувствуваме. Така. Ќе си разговараме за она што е многу важно за нашите дечиња, но првото прашање ќе ми биде со оглед на тоа дека еве Искра спомна и за нас повозрастните. Меѓутоа, од која до која годишна возраст со кои дечиња најмногу работите? Значи најмногу се работи со дечиња на возраст од 4 до 12 години. Тогаш мозокот најмногу се развива кај дечињата и најлесно може да го сватат и самиот концепт и понатака да им помогне многу во животот. Така. Еве, колку време да појасниме, работиме со овој центар? И од кога ни е отворен центарот, колку дечиња брои и така натаму? Ајде малку нешто повеќе Smarty околу Kids тоа. во Аеродром постои некои 2,5 години отприлика. Имаме околу 50 на дечиња моментално. Тоа е прилично голема бројка на дечиња, да. Така, задоволни. Да, задоволни. Убаво е тоа што го слушам, затоа што сепак се пројавува интерес за нешто вакво. Меѓутоа, ние сега да појасниме, вака убаво си почнавме, нели, со разговорот и вие, еве, сте во Охрид, таму сте, меѓутоа од септември започнуваме со работа како што потенциравме и во Аеродром, но тоа ќе оставиме и за крај да каде можат сите оние кои што се заинтересирани да се јават и секако своите дечиња да ги препуштат во вашите раце за да им го развиеме когнитивниот детски развој. Што значи когнитивен детски развој? Ајде сега за тоа ќе зборуваме и преку менталната аритметика. Што е она што најмногу го развиваме кај нив? Така, значи менталната аритметика пред се представува начин на ментално пресметување каде не користиме физички помагала, значи калкулатор или хартија или пенкало. Децата замислуваат абакус во својата глава, го визуализираат абакусот и на тој начин тие пресметуваат. Абакусот, кој го имаме тука, е една древна алатка, постои повеќе од 2000 години. Од 2000 години? Да, значи се користела во Кина, во Јапонија на почетокот и ја користеле трговците. Изгледала поинаку од тој абакус кој го имаме денес, значи биле топчиња од глина направени, но со тек на време нели добива помодерна верзија, па така го имаме тука соробан абакусот, на кој имаме жици и монистра, која се движи по жиците. И секоја жица одредена представува одредена секој ред, одредена вредност. Значи имаме единици, десетки, стотки и така натаму. Кога децата ја движат монистрата, тие на тој начин пресметуваат. Ние во моментов гледаме фотографии, потоа ќе го погледнеме повторно арабакусот, така? Можеш да ги забележиш, нели, фотографиите, па ајде да ги искоментираме. Јас гледам дека тука вие веќе и сте започнале во овие 2,5 години, односно сте посетиле и надпревари. Ајде да појасниме зашто точно станува збор, па и секако да се пофалиме. Да, во овие 2,5 години сме биле на 3 надпревари, интернационални надпревари по ментална аритметика. Браво. Ево тоа тука што го гледаме, надпреварот во Белгија, каде што се надпреварувавме со 20 земји од светот. И со 4 дечиња освоивме 4 први места, 3 шампионски титули и 1 прво место. Навистина ова е за пофалба, јас ќе ви кажам секоја чест и продолжете само така да освојуваме награди. Да, и да се вее вака и на овој начин македонското знаме, да се знае дека нашите дечиња и како знаат преку ментална аритметика да бидат први. Добро? Да, значи надпреварите не се така лесни. Например, во Белгија дечињата има 260 задачи да решат за 9 минути. Значи, два пати сме били во Бугарија, каде што има 360 задачи за 16 минути. А кај нас како оди? Мислам, кај нас си решаваме онака постојано и вежбаме за на тие надпревари да сме така најдобри. Немаме некоја ограничена бројка, како што еве сега напоменавме од останативе држави? Не, тие бројки се на надпреварите. На надпреварите, значи на надпреварите за колку време треба да ги решат тие задачи. Значи, иначе ние се покажавме со добар и преубав резултат. Ние постојано, значи, со самата
покана во Белгија беше причината. Минатата година учествувавме на надпревар во Бугарија, каде освоивме прво и второ место. И поради таа причина бевме повторно поканети во Белгија на надпревар. Бевме единствените од Македонија кои учествува на тој надпревар. Така. И каде што сепак имавме врвни резултати. И колку земји таму учествуваа, ме интересира. 20 како Тоа што значи спомнав. дека ние се истакнавме, секоја чест, браво. Значи да, навистина се истакнавме, имаше и присуство на делегација таму, на амбасадори од земјите учеснички, така што мислам дека супер се покажавме. Да. И ќе продолжите понатаму, сигурна сум, имате вие сега веќе и комуникација со останатите земји каде што си комуницирате секако, меѓутоа кога се работи еве за аритметиката, јас тука мора да појасниме, да го искористиме времето колку е таа важна и зошто е многу важна за дечињата, како што веќе споменавме, од 4 до 12 годишна возраст. Значи, менталната аритметика не е само брзо сметање. Многу е поважно тоа што се случува во позадина. Ги оставаме да размислуваат? Да, значи со менталната аритметика се развива когнитивните вештини, концентрација, меморија, начинот на кој децата ја восприемаат околината, брзината на размислување. Им се развиваат двете хемисфери на мозокот. Имаат подобри академски вештини, им се зголемува самодовербата, тимските, социјалните вештини. Ние на нашите многу часови придобивки има бенефити. Да, ние на нашите часови, значи, постојано работиме на сето тоа. Имаме и игри, геймификацијата ни е многу важна, значи учиме преку игра. Браво. Исто, цртаме со две раце за повторно да ги стимулираме двете хемисфери на мозокот, и логичната и креативната страна кај децата. Чи сето тоа ни е многу битно, не е само математиката. Од математиката го имаме аритметичкиот дел. Собирање, одземање, множење, делење. Меѓутоа пак ќе кажам, тоа што се случува позадина ова е што го поважно. слушам, да, е забавен начин на кој што дечињата се едуцираат и колку им помага исто така во математиката сето ова. Многу. Значи им помага во сите предмети, не е само математиката. Ја издвојувам затоа што знаеме Да, дека да, секогаш нели, она попроблематична од останатите, меѓутоа да, сепак когнитивниот развој се развива во сите сфери, нели како што споменавме, меѓутоа ете многу е важно и за математиката. Сега за некои дечиња е навистина многу лесна, меѓутоа некои се соочуваат со проблеми. Јас ова би сакала да го вака исправиме уште еднаш и да појасниме, како што кажа Искра, па ќе се вратиме значи во 2000 како кажавме или повеќе години постои. Да, повеќе како години. сметало да го кажеме. Еве на наш начин, да, за да разберат гледачите за што зборуваме. Да, добро, вака. И на другата страна. На другата страна, вака. 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 Добро, меѓутоа нема да го видат така. Да, без не, тука. Можем помогна? Вака. Аха. Добро е вака. Да. Значи ова е правилното. Да. И сега сметаме едноставно како се работи со ова. Ајде малку да појасниме како функционира. Значи како што кажав, ги движиме ја движиме монистрата на абакусот и на тој начин пресметуваме. Тука имаме пример. Се единиците, десетките, стотките. Мене не ме прашувај. Да. Во моментот, со оглед на тоа од пораните утрински часови, не ми е развиена таа сфера когнитивниот развој. Од најмала возраст се покажуваат супер резултати. Се шегувам, добро. Деца кои дури не знаат онака ниту да ги пишуваат броевите, не знаат онака ни да собираат, многу лесно го сваќаат концептот. Ќе дадам пример ќерка ми која што туку наполни 3 години, а веќе нели мали броеви како 5 плюс 3 веќе може да ги собира на абакус. Така. Интересно. Во секој случај, ова делува примамливо за помалите дечиња, кога веќе, еве ги споменавме, твојата ќеркичка има трибол, меѓутоа оди нека четвртата година, кога... Што туку наполни 3? Што туку наполни 3, меѓутоа оди кон четвртата година и веќе е интересно. Меѓутоа, да, е примамливо затоа што изгледа и како некоја детска игра, со која што ги мамиме дечињата, за да се забавуваат на таков начин, но и преку сето ова, како што вие нели кажавте, се развиваат многу сфери. Што се однесува за нивниот понатамошен развој. Ајде уште еднаш ќе потенцираме, зошто да не, затоа што е многу важно. Се развива секако брзото сметање, потоа собирање, мислам добро, аритметичките вештини. Така. Потоа имаме концентрацијата, меморијата, начинот на размислување, на восприемање на околината, креативниот, логичниот дел кај децата, нормално со добрите резултати кои ги добиваат и самодовербата, со целото дружење, игра, тимските, социјалните вештини. И поради таа причина што ние пример
учиме преку игра. Имаме многу често игри во нашата програма. Децата и веќе нема толкав страф од неуспех. Пошто тој концепт на игра им е поинаков. И јас секогаш сум била поборник за поинаков начин на образование. Мислам, без навреда на никого. Да слушнеме каков, многу ме интересира. А зашто да не? Вие сте млади да споделиме ваши идеи. Вака, има многу дечиња кои сега ќе почнат прво оделение. Како пример така се. И се многу возбудени дека ќе почнат прво оделение, како и сите деца пред да почнат прво оделение. Тажниот момент е после тоа многу ретко сакаат да одат на училиште. Да. И сите го знаат. Зошто е тоа така? Ајде да појасниме. Па зошто е тоа така и мене ме интересира. Каде е таа грешка во системот? Да децата не сакаат после онака. Да, имаат одбивност додека повторно ги навикнеме и да, ама и мислам дека да создадат навиката. Некој 12 на години, значи без факултет сето тоа. Ама не се само прводеленците, има и затоа зборувам. значи затоа зборувам, значи не е само ама 12 на години е тоа задолжително образование, нели? Дали треба повеќе преку забава и едукација на интересен начин да ги примамиме децата токму во тој развој за да земат книга во раце и да почнат да читаат и да учат? Не е она строгоста како што била некогаш. Значи не е проблем. Затоа што имаме нови сега генерации, да се разбереме. Многу често мислат дека ако не си строг, значи ќе нема дисциплина. А воопшто не е така. Па не мислам дека е така. Децата се толку уникатни, начинот на кој размислуваат, треба и да ги послушаме некогаш. Така, што сакаат. Треба да видиме што сакаат тие деца. И што сакаат еве според вас? Со оглед на тоа дека работите со 50 дечиња и секако работите на нивниот когнитивен детски развој преку оваа ментална аритметика, меѓутоа секако дека вие допирате до нив и сте блиски веќе со нив, патувате заедно, се дружите заедно, тука сте за се што треба, нели? Тие се во вашите раце, едноставно кажано, затоа што сепак се мали дечиња, имаме како што кажавме од 4 годишна возраст. Еве што е она што тие најмногу го сакаат? Па тоа претпоставувам, да, затоа и прашав. Мислам, ние си имаме и своја програма нормално. Па затоа им делува и како игра, затоа реков е примамливо многу за нив. Да, примамливо е. Меѓутоа нашата програма не имаме и одреден наратив кој го следим и сето тоа. Меѓутоа, ако мене на часот ми дојдат дечињата и ги гледам дека не им едноставно денот, а може да не им е денот, без разлика што се тие мали. Значи едноставно може. Дали имале многу домашна, дали имале многу случаи, се скарале со другарче. Која и да е причината, мајката ги скарала пред да дојдат. Имаат своји проблеми. Ако ги гледам дека се така, јас стварно не сметам дека би требало сега да ги форсирам, ќе решаваме задачи и супер ќе би. Значи не. Полека, соубаво. Да. Ќе играме игра. Па таа игра нека биде за развој на меморијата. Значи ќе најдеме ние во склоп на нашето училиште имаме и дворче. Значи ќе појдеме малце ќе поиграме и во дворчето. Ќе се опуштат децата, па потоа ќе решаваме задачи. Не секогаш дека мора совпарно сето тоа да се следи што ни го навела програмата. Така. Истото го мислам и за училиште. Убаво размислуваш, морам да признам. Послушаме дечињата. Да, и јас на сличен начин, односно па ист начин размислуваме, затоа што овие се веќе нови генерации. Ние на некој начин од мојата генерација сме били навикнати, сме морале да се навикнеме на строгоста на некои наставници и професори. Меѓутоа, во ова време во кое што живееме, ние достапно сепа можеме и на многу поинаков начин и со некаква примамливост од предметот зависно да ги создадеме навика кај дечињата да учат, но она што е важно љубовта да ја имаат кон училиштето. Ама стварно се извинувам. Да, нема проблем. Ама навистина е тоа многу важно. Знаете, сите имаме предмети кои сме ги учеле, едноставно сме ги учеле за оценката. Да, не толку многу не лежеле. И после тоа го забраваме воопшто нештото што сме го научиле. Ето, сум ја имала петката, а не се ни сеќавам. Тоа е прашањето, еве вака ќе кажа мојот син што ми го поставува, дали ти памтиш што си учела во 7 оделение по историја од тој предмет. Од таа лекција и јас вака ќе си останев без одговори, ќе ти кажа па зошто тогаш да учам и јас. Ама ето кога што спомнавте историја. Зошто на пример не им пуштан некојаш документарен филм по историја? Да, треба, точно.
Така. Да. Јас искрено обожавав историја. Значи, историја ми беше еден од помилените предмети. Меѓутоа, ето, го земаме како пример. Зошто предметите по хемија... За оние кои што може би не име толку симпатична историјата, на таков начин па да ги... многу не сакаат едноставно датуми. Па одење во кино, гледање на некои настани, некои филмови од историски... Зошто не по хемија не прават повеќе експерименти? Експерименти, точно. Нека биде сода, бикарбона и оцет. Значи, не мора да е нешто комплицирано, ама едноставно да се створи таа љубов кон предметот. Има и такви наставници, меѓутоа мора да признаеме дека се за жал поретки. Ама не и секогаш до наставниците. Тука и колку имаат ресурси едноставно. Ресурси, да, и колку им е возможено, да. Но да се надеваме дека нешто ова што јас и ти сега го споменавме ќе се практикува понатаму во образованието, за да ги примамиме дечињата, за да учат повеќе и да го засакаат училиштето. Меѓутоа, и вие преку вашиот центар за когнитивен развој кај дечињата предонесувате на вистина многу. Уште еднаш јас ќе кажам честитки за овие освоени награди, да се освојувате уште повеќе. И само за крај, мислам дека појаснивме нели што се однесува за аритметиката. И убаво Искра кажа дека ова служило пред 2000 години, па може да се пресметувале плати, пензии, трговци, а со аритметиката. И ти одеше математика, аритметика, такви работи, со пресметување ти оди? Со платата? Не слушам, не слушам. Да, исто. Тука не слушаме двете ние за слушање. Така да, еве, за сите оние кои што се заинтересирани, само ќе им кажеме каде може да ве исконтактираат. Smart Kids Аеродром, значи може да не најдат на Инстаграм и на Фејсбук. Така. Може број во режија да оставам кој го интересира. Секако. Ви благодарам многу што допатувавте прво до Охрид за да разговараме за нешто многу важно кое што е навистина за дечињата, за нивниот развој преку ментална аритметика. За нашиот развој не е веќе понатаму. Не знам дали ќе може нешто да се се врати Маријана веднаш во Охрид, тоа ме интересира мене. Дефинитивно. Веднаш, нели така? Нормално, да. Маријана, многу ви благодарам, што допатувавте и што не едуциравте.